Значи овдека имаме една статистика од јануари годинава која што вели дека пријавите за говор на омраза се зголемени за 130%. Сега, прашањето е пак дали пријавите се зголемени или говорот на омраза е зголемен, меѓутоа вика... Или се само охрабрени во смисла да пријавуваат повеќе? Да. Вели, една од главните причини за ширење на говор на омраза е немањето верификувани информации и ширењето дезинформација и лажни вести. Дополнителен фактор за ваквата состојба е непостапувањето по случаите на говор на омраза, особено од страна на јавното обвинителство. Значи, кај нас оствари говорот на омраза во било која форма? Во било која форма е кривично дело. Меѓутоа, по правило, меѓутоа тоа во реалноста не е баш така. Обвинителството продолжува да не ги гони случаите со говор на омраза и следствено говорот на омраза и понатаму останува неказнет и покрај фактот дека станува збор за кривично дело. Говорот на омраза опадна во традиционалните медиуми, но продолжува да расте во онлайн медиумите. Понатаму има уште информации, можам да ги оставам долу во description. Меѓутоа, тоа е многу интересна исто работа, дека иако е кај нас кривично дело, не само што не мислам, но тоа што не се казнува им дава на луѓето простор, слобода да кажат што сакаат. Точно. Не знам колку ти си се соочила со вакво нешто или можеби не знам, еве вака како луѓе кои што сте на социјалните медиуми активно, дали сте имале некакви... Секако дека имало, мислам, неизбежно е да немаш. Меѓутоа, не знам, ја би рекла дека во овој по јавен свет влегов доста повозрасно, мислам влегов на мои колку 22 години, веројатно 20, така. И сепак имав барем малку од малку созреано и пооформен карактер да не придавам толкаво значење на тие коментари, да не дозволувам до толку да допрат до мене. Колку е и добро, од една страна колку е добар интернетот, толку и лошо му дава право на секого да си го искаже своето, нели, нецензурирано мислење, што не е секогаш добро и лошо, влијае врз посебно младите. Според мене, една од најголемите причини е анонимност. Да, апсолутно. Значи, секој може да направи профил со било какво име и да пишува што сака. Имаше од некои селебритис во светот, као не знам, побарување да треба секој акаунт, да не може да направиш анонимен акаунт. Јасно. Мора да се представиш. Да мораш да дадеш некакви информации за да бидеш одговорен за сето она кое што го зборуваш на социјалните медиуми. Па тоа е слободата што ми ја дала интернетот уствари. Многу е лесно секој да седне и под лажно име и да вреѓа. Стварно пробувам да ги сватам тие луѓе на кои што единствена занимација во животот им е да седнам и буквално да ругам се живо што ќе видам. Да. Од кај им потекнува таа лична сатисфакција, стварно не можам да сватам. Многу ми е уште, мислам, неа многу истражена на темава, ама често се запрашувам. Јас имав една многу интересна конверзација со, тоест, коментари. И јас не често, ама понекогаш навлегувам во дискусија, пошто мислам дека ќе сменам нешто, ама никогаш не можеш да смениш. Пробуваш. Да, меѓутоа имаше стварно доста коментари лоши. За на крај да дознам дека позади тој лажен профил се наоѓа човек кој што е инфлуенсер и кој што шири позитива. Не. Кој?
Нема да кажам. Во наредна прилика ова. Понатаму. Вау. Да, така што ја не можам да сватам која е таа потреба. Затоа што веројатно никогаш не сме се нашле во таква, не знам, во таква ситуација да јас едноставно ако немам нешто добро да кажам, нема да кажам ни лошо. Значи, зашто да чувствувам да има работи кои што не ми се допаѓаат. Нормално, Јасно. така? Има работи за кои што јас имам остра критика. Така? Меѓутоа, тоа не значи дека ја треба да отидам и да го вреѓам тој човек и да Да, му бе, да. пишувам секакви Значи, глупости. едно е критика уствари, нешто како совет или ова подобри го или ова точно. Може да дадеш, може ти лош коментар да напишеш ако немаш злоба во себе, ако не чувствуваш потреба да навредиш некого. Значи, едно е критика, едно е таков коментар, а друго е ако ти го ругаш целосно, значи го вреѓаш по секој основ, нели најлесен е изгледот и затоа најчесто сме добивале ај ти дебела, ти ваква, ти таква. Ама омразата може да се осети. Да. И еве и тоа што го прочитаваш ситуацијата кај нас многу е жално што постои како кривично дело, а никој не превзема ништо. Не знам зошто не сакаат да седнат и да сватат колку последици може да има ова нешто, заради тоа што технологијата стварно цело време оди напред Да. и мора некако да се заузда овој проблем, што порано тоа подобро. Да, јас не сум слушнала за нешто да е казнето. Исто, тоа сакав и да ти спомнам. Може би има еден-два случаи, а меѓутоа јас лично не сум слушнала. Убаво речем, многу е лесно да се фокусираш на изгледот. Јас сум имала, например, коментар. Да, точно е се ова што го кажуваш, као паметна си, Аха. ама џабе ти е дебела си. Каков коментар? Ја викам, тоа нешто Значи не си релевантна, џабе е се што правиш. Да, џабе затоа што си дебела, џабе ти е се друго у животот. И баш тоа беше нешто за ковид на почетоков, за не знам за што беше. Викаме па супер, дај да ги најдеме најубавите луѓе у државава и нив да ги послушате. Они да ви кажат, сакаш, ако е тоа мајко, ако е тоа проблемот, ќе го решиме. Дај. Лесно се решава, така? Лесно се решава.